Добре дојдовте, ова се вестите на Слободна Македонија. Јас сум Сафет Бишеваc, а во вестите ке гледате. Црвен картон за Груевски, кривична пријава за Вељановски. Бевме шокирани и разочарани, амбасадорката на Холандија за насилството во парламентот. Не ни требаат експерти, видовме со своји очи. Црвенковски го отфрли предлогот на Иванов. Кривична пријава против лицето Трајко Вељановски за злоупотреба на службената положба и овластување. Вељановски не е Македонија ниту собранието, тој е еден од пратениците кој најмногу ја погази парламентарната демократија, изјави координаторот на пратеничката група на СДСМ Игор Ивановски. Опозицијата смета дека денешната кривична пријава против Вељановски ќе биде добар тест за новиот јавен обвинител Марко Зврлевски. На сите им е јасно и во Македонија и надвор од неа дека на 24 декември на црниот понеделник беше прегазен Уставот, Законот за собрание и Деловникот, дека пратениците и медиумите беа насилно исфрлени. Оттаму било какви иницијативи за домашни, надворешни, комбинирани, наводни комисии за дополнително утврдување на фактите не представува ништо друго, освен само бегање од одговорноста на оние кои што ги наредија и ги спроведоа настаните од црниот понеделник. Она што го видовме во парламентот на 24 декември беше шок за нас. Вака амбасадорката на Кралството Холандија Мариет Хурман го коментираше исфрлањето на новинарите и пратениците на опозицијата од парламентот во изјава за Радио Слободна Европа. Ова е прва директна критика на сметка на власта од еден странски дипломат во Скопје за насилството во собранието. I think it is very clear. I mean, the disappointing and the shocking fact is that members of parliament and media have been removed from parliament by force. I mean, the rest in terms of boycotting, dragging on discussions, even sometimes having a verbal fight is to a certain extent within benchmarks of what happens in parliament and something that can be controlled, that has to be controlled by good management. Не ни треба никаква комисија за нешто што сите го видовме со своите очи, одговори лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски, отфрлајќи ја иницијативата на претседателот на државата Ѓорѓи Иванов, експертска комисија да ги утврди фактите за настаните од 24 декември. Предлогот на Иванов не е ништо друго, туку обид да се релативизира насилството на власта во македонскиот парламент. Предлогот на Иванов инаку доаѓа неколку дена по посетата на еврокомисарот Филе, откако пропадна лидерската средба Груевски-Црвенковски. Доста беше. Грујо, одиси. Никола ќе ти пресуди Народниот суд на избори. Ова се клучните пораки од десетици илјади учесници на вчерашниот марш на вистината во Скопје, организиран од Сојузот за еднината. Поради полицискиот кордон, маршот кој почна од скопската населба Тафталиџе, наместо пред Министерството на внатрешни работи, заврши пред зградата каде што живее премиерот Груевски. Предвремени парламентарни избори се единствениот излез од политичката криза во земјата, во која режимот на Груевски на 24 декември го згази Уставот, ја уби демократијата, забранувајќи го слободниот збор и делување, порачаа лидерите на политичките партии кои говореа на отворениот парламент. Државни институции биле донатори на партијата на Ахмети. Документот на Државниот завод за ревизија, објавен на блогот Батаџанко, укажува дека како донатори се јавуваат Министерството за земјоделство, Македонски пошти, Казнено-поправниот дом Струга и општините Чаир и Врапчиште. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи вели дека донаторите се луѓе вработени во овие институции. Државата прво мора нам да ни го плати гроздето, а потоа да се намерат банките, велат гнените лозари, откако само за 1.250.000 евра беше продадена визбата Винеа. Револтираните лозари, на кои винеријата им должи 600.000 евра, велат дека живеат во агонија, додека владата ги лаже со своите реклами. Залудно кажуваат во Министерството дека гроздето е платено, кога не е платено. Имам и документација дека гроздето не ни е платено и за 2009 и 2010 година, а има за плаќење и во 2011 и 2012 година, изјави Љупчо Аризанов, претседател на Регионалниот сојуз на лозари.